Вести на Канал 8. Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција рече дека владата ги прифатила препораките на Комисијата за заразни болести и дека во следните 14 дена ќе бидат затворени сите училишта, градинки и факултети. Се забрануваат јавни собири со над 1000 луѓе, се препорачува да се откажат и оние кои се со помалку. На новинарско прашање во врска со случајот на евентуален заболен од кочани, министерот рече дека е на испитување и дека ќе излезе со дополнителни информации. Од среда па во следните 14 денови градинките, училиштата и факултетите во Македонија нема да работат, а се забрануваат јавни собири и манифестации на отворен и затворен простор на кои се очекуваат повеќе од 1000 лица, информираше на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Како што кажа тој, еден од родителите на децата до 10 години ќе биде ослободен од работа, за да може да ги чува децата, а при тоа отсуството од работа ќе му биде платено. Министерот потенцираше дека мерката се однесува како за вработените во државните, така и за оние вработени во приватните институции. Во овој правец, Филипче апелираше да се избегнува одење во игротеки или слични места, каде што децата би биле во контакти со поголем број на други деца. На новинарско прашање во врска со случајот на евентуален заболен од кочани, кој шофери се вратил од Италија, па пројавил симптоми, Филипче кратко одговори дека откако ќе биде проверен и испитан, ќе излезе со дополнителни информации. Имате ли информација дека има случај во Кочани каде возач транспортер е префрлен во самоизолација заедно со неговите деца кои биле на училиште, односно се извадени од училиштето, однесени исто во самоизолација. Во однос на точната бројка на изолирани деца и во овој случај во Кочани, дозволете да ви известам уследните неколку часа после консултација со Комисијата за заразни болести, кај што има точен список на луѓето кои што се во изолација и нивната возраст. Филипче апелираше да се почитува мирувањето и кажа дека се прекинати сите автобуски линии не само кон Италија, туку и кон другите високоризични земји, а тука ја потенцираше Германија и Франција. Останува да важи препораката оние кои се враќаат од ризичните земји да останат во самоизолација 14 дена. Многу е важно, рече Филипче, да се избегнуваат патувања во критичните земји Италија, Франција, Грција, Германија, да не се патува и да се почитуваат мерките. Препорака до сите органи на државна управа, локална и приватни компании за време на прекин на работни обврски на бремени жени и хронично болни лица. Владините институции ги прекинуваат сите настани и патувања. Капацитетите, додаде Филипче, на инфективна се опремени. До сега ниту еден од пациентите нема клиничка манифестација за поставување респираторна машина. СДСМ и коалиционите партнери ги објавија кандидатските листи за пратеници за предстојните парламентарни избори. Кандидатката од Општинската организација од Кочани Марија Ангелова се наоѓа на 8-та позиција на листата за изборната единица број 3, додека од Виница предлогот е за Никица Бачовски, кој се наоѓа на 17-тото место. По завршувањето на 24-тиот партиски конгрес, што се одржа во понеделникот, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги обелодени кандидатските листи за пратеници за предвремените парламентарни избори. Според распоредот, Општинската организација на СДСМ од Кочани доби позиција што е за 3 места пониско од претходните избори за пратеници. На листата на 8-то место се наоѓа Марија Ангелова од Кочани, актуелна раководителка на подрачната единица на Фондот за здравство. Ако се направи анализа на постигнатите резултати од досегашните изборни трки и бројот на гласовите што ги добила партијата и нејзините коалициони партнери, може да се смета дека станува збор за добитна позиција. Освен Ангелова, на листата нема друг кандидат од општина Кочани. Од микрорегионот пак, на кандидатската листа има уште еден предлог, и тоа од Општинската организација на СДСМ од Виница. Се работи за Никица Бачовски, советник во кабинетот на министерот за земјоделство, кој е на 17-тата позиција. Инаку, како што веќе беше соопштено, носител на листата во изборната единица број 3 е Љупчо Николовски, генерален секретар на СДСМ и доскорешен министер за земјоделство. Повеќето од предложените кандидати досега немале високи позиции во партиската структура на државно ниво, односно имале известни функции во општинските организации или пак се членови со активно учество во работењето на партијата. Освен нив, на кандидатските листи има места и за припадниците на коалицијските партнери,
при што четвртата позиција е наменета за Либерално-демократската партија, каде е предложена Моника Зајкова, подпредседателка на партијата. На седмото место пак ќе се најде кандидат од ВМРО Народна партија, односно најверојатно тоа ќе биде долгогодишниот партиски член Љупчо Балковски. Иако имињата на кандидатите на листите во сите 6 изборни единици се веќе соопштени, сепак за официјална потврда треба да се почека ден-два поради евентуални поместувања, информираа од СДСМ. Според календарот за активности на Државната изборна комисија, а поврзани со одржувањето на парламентарните избори, до 11 март трае рокот во кој граѓаните можат да направат увид во избирачкиот список. За оние што нема да се пронајдат, потребно е да поднесат барање за впишување на нивните податоци во списокот. Уште само еден ден им стои на располагање на граѓаните за да направат увид дали се запишани во избирачкиот список за престојните избори. Според роковникот на активности што минатиот месец го објави Државната изборна комисија на својата веб страница, периодот во кој може да се направи проверката почна на 26 февруари и трае до 11 март. Увидот е неопходен за гласачите да се уверат дека без проблеми можат да го остварат своето избирачко право. Како и во изминатите изборни циклуси, увидот се прави во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, како и по електронски пат преку интернет страницата на Државната изборна комисија. По завршувањето на рокот за увид и разгледувањето на евентуалните барања за запишување, Државната изборна комисија во рок од 15 дена од завршениот увид ќе го заклучи конечниот број на запишани гласачи. Според официјалните податоци од последните председателски избори што се одржаа минатата година, во општина Кочани увид направиле 1542 граѓани, од кои ново запишани на списокот биле 20, додека во Виница контрола дали се наоѓаат на списокот направиле 896 граѓани, а биле додадени 18 од нив. Инаку, според роковникот на Државната изборна комисија, партиите, односно предлагачите на листи за избор на пратеници, имаат обврска најдоцна до 12 март да ги достават своите предлози до Државната изборна комисија. Учениците од тимот по роботика на едукативниот центар Робо Москитос изработија проект за безбедна пешачка патека во центарот на Кочани. Својот предлог тие го представија во локалната самоуправа, а со него ќе учествуваат и на државниот надпревар по роботика во Штипа. Членовите од едукативниот центар за роботика Робо Москитос осмислија безбедна пешачка зона за централното градско подрачје на Кочани. 7 темина основци и седношколци под менторство на нивните наставници имаат иновативно решение. Станува збор за висечка пешачка зона што би ги поврзувала двете страни на Кочанска река, на потегот од училиштата Свети Кирил и Методиј и Никола Карев до летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри и паркингот кај трговскиот центар. На презентацијата што ја одржаа во општина Кочани, учениците образложија дека станува збор за пешачка зона над тротоарите од двете страни на реката во должина од околу 700 метри. При тоа ќе има и проширување со платформа, односно простор за социјализација кај Центарот за култура. Идејата на нашиот проект потекна од личното искуство со сообраќајните метежи додека ги оставаат родителите децата во училиштата за време на враќање од работа на родителите. Проектот во целост на идејата дојде од личното искуство, нели? Бидејќи централно градско подрачје за да не се наштети на веќе изградените работи и го речното корито, да не се навлезе, се реши дека бидејќи не може на земјата да подигнеме висечки мостови стаклени во воздухот, каде што ќе може да има проток на сообраќајот доле за автомобили и други превозни средства, а на висините да бидат пешаците. За реализација на оваа пешачка зона нема потреба од никакво уривање објекти, а таа нема да го покрие ниту коритото на Кочанска река, односно патеките ќе бидат веднаш над постојните тротоари. Градбата е замислена да биде од челик и стакло, а тротоарите пак би се пренамениле за потребите на велосипедистите. Значи, децата многу вредно работеа, како прво пред се на истражување на проблемот, во кој се соочуваме ние во нашиот град, а потоа и на самото решение на проблемот. Значи, истражува на интернет, се консултиравме со градежни инженери, со архитекти, со урбанисти, да видиме дали тоа што го замислиле стварно може да се реализира.
Со овој проект, едукативниот центар Робо Москитос од Кочани ќе учествува на престојниот државен надпревар по роботика, што ќе се одржи на 22 април во Штип. Службите од секторот за урбанизам во општина Кочани ја поздравуваат оваа футуристичка инсталација како решение на проблемот со сообраќајот во централното градско подрачје. При тоа изразија надеж дека ќе може да се вклопи во урбанистичките планови на Кочани. Децата од градинката Гоце Делче во Виница во посета на кабинетот на градоначалникот Ивица Димитров. Истакнаа дека кога ќе пораснат, сакаат да бидат на таа функција. На прашањето кој сака да биде градоначалник кога ќе порасне, сите едногласно позитивно се изјаснија. Позицијата градоначалник во нивните очи и за нивната возраст е најатрактивна во моментот. Без многу прашања го разгледаа кабинетот на градоначалникот Ивица Димитров, кој им раскажа за неговите обврски и надлежности, а тие му ја раскажаа легендата за името на градот Виница, па за терекотната икона со лозовата пенушка и историјата на Виничко кале. Пред заминување во училиште, децата од градинката Гоце Делчев веќе ја изучуваат историјата на своето родно место, но се информираат и за надлежностите на локалната самоуправа и градоначалникот. Според најавите од нивните учителки, запознавањето и информирањето за работата на општинските институции ќе продолжи и наредните денови. Помошен објект се гради во Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорѓе во Кочани. Истиот ќе служи за палење свеќи, како и продавница за свеќи, црковни книги и икони. Заради зачувување на фреските од исчадување и заради поголема безбедност во деновите на поголеми празници, свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорѓи започнаа со градење на помошен објект кој ќе биде наменет за палење свеќи, како и за продавање икони, црковни книги и други корисни нешта за православните верници. Објектот се гради во дворот на црквата, а свештениците апелираат до сите верници кои се во можност да донираат за негова доизградба. Тоа ќе биде на продавничка за свеќи, продавничка за дарови, место каде што нели ќе се палат свеќите. Претходно се палеа во припратата на храмот, ама од практични причини бидејќи навистина многу се исчадува таквото место и е тешко за одржување и за чистење. Со благослов на нашиот владика, нели по иницијатива на свештенството решивме ради практични причини да го преместиме нели продавничките и местото за палење свеќи. Многумина луѓе доаѓаат и прашуваат нели како може да помогнат, дали со работа, дали финансиски. Значи сите донации се добродојдени без разлика дали е во работа, дали е во материјали, дали финансиски. Значи доколку некој сака своите скромни во рамките на своите скромни можности, нека ни се обрати, нели ќе го имаме во предвид. Од храмот подсетуваат дека во Великиот пост секој петок, недели и празници се служат литургии, а секој петок се чита акатис на Пресвета Богородица. Може да се причестат сите оние кои постат и кои имаат благослов за причест од Духовниот Отец. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.